Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Јас нема да се пофалам дека сум прочитала нешто од академикот Ристевски, меѓутоа јас ја имав најблагородната чест и можност, изворно од мојот дедо, Михаил Серафимов, да слушнам каква била историјата. Мојот дедо, Михаил Серафимов, е роден истата година како и Тито. И живеел во Тетово. Потекнувал од попско семејство и како младо момче е пратен да учи во Цариградската патриаршија. Меѓутоа, по своето враќање во Македонија, тој не се запопил, туку станал учител. Во тоа време било српско и човекот се презивал Михаил Серафимовиќ. Бил пратен во Призрен како учител. Таму се оженил со мојата баба Призренка, автохтона српкиња. Ја донел во Тетово и ја направил првата куќа која е правена од австријски архитект во чувеното мало Карши Шарена џамија. Доаѓајќи во Тетово, како виден граѓанин и учен човек, станува директор на банка. Се зачленува во ВМРО, во македонско ВМРО, во времето кога е бугарофилството во Македонија. Принуден е повторно да го менува своето презиме во Михаил Серафимов. Во тоа време, ова се зборови кои ми одекнуваат во главата како дете од 13 години. Убиена е Мара Бунева во Скопје и од него бугарофилското крило на ВМРО бара сред Тетово да се качи на столче и да држи говор за Мара Бунева. Мојот дедо Михаил Серафимов, после сето тоа, одбивајќи го, се соочува со грабање на еден од неговите синови и носење на стрелање. Тоа било само превара, за да му дозволат на мојот покоен татко, тогаш 18 годишно момче, кое учело бугарска гимназија, да избега. Куќата му е земана, потпишано е дека ја продал, морал да ја даде на турчин, кој на австрискиот паркет на првиот спрат чувал стока. Дедо ми избегал од Тетово и целата војна ја поминал во Скопје. За да го остават на раат после војната комунистите, постариот син го дава за офицер во ЈНА. Мојот дедо, мојот патриот, никогаш не бил бугарин. Ова се негови зборови. Јас имам мајка србинка и татко македонец. Зар не им е срам на луѓево јас со 25% крвно гледано македонски гени да се борам и да ја бранам македонштината во Македонија? Ви благодарам што ми слушавте.